Добра вечер на сите. Обично авторот на промовираната книга е последниот што зборува, ама некако ме намести јас да го земам прв микрофонот. И благодарам на сите што сте тука. На сите што микрофонот на сите што дојдовте во оваа прилика. Ќе се одредам најмалку да зборувам од сите што се дојдени. Тука имаме двајца автори. Професорот Ѓорги Каприев, кој што дојде од далечната Софија, специјално за овој настан, имаме професорот Владимир Петрушевски, имаме професорот Ристо Солунчев, кој што ќе биде еден од промоторите, дискутантите, имате мене и господинот Лјупчо Витковски, председателот на Филозофското друштво на Македонија, кој што исто така ќе каже неколку збора во врска со изданијата и настаните за кои што ќе зборуваме денес. Зборот директно го предавам на Ристо, на професорот Солунчев, кој што ќе говори за она од трите книги, чиј што автор не сум јас. Односно ќе зборува за книгата Византијска философија на професорот Ѓорги Каприев. Благодарам, Смилан. Инаку, отец Милан е преведувач на ова дело од бугарски јазик на македонски и така што на некој начин и преводот има авторски печат во одредено издание кога се приопштува кон една, да кажеме, култура што ги има истите извори, како што ги имаат културите на околните народи, но развива своја, да кажеме, свој тропос, да кажеме, на словенскиот јазик. Мене ми паѓа таа огромна чест да ја промовирам оваа книга на професорот Ѓорги Каприев и секогаш кога се случува оваа книга е, да кажам, на некој начин воопштед повеќе можеби години, ако сепак го иземе овој период на пандемијата, каде што беше буквално закочено времето, а сепак траеше. Е воопштед неколку години, но сепак секое промовирање е некаква свечаност на која што му се дава вистинскиот елемент на излегувањето на една книга во некаков си превод, се приопштува на поголема публика и во Слаксво Гадамер сепак книгата е некаков празник што се случува. Во овој случај станува збор за едно најбитните книги да кажеме последниот век, веќе и во 21 век, бидејќи на некој начин ја разоткрива сета таинственост околу поимот на византиската философија, но и ја расветлува, како што се вели, ја разгрнува и отвара простор да не лутаме во некакви надворешни перспективи за културната парадигма која што, да кажеме, го обликувала философското, историското, културолошкото милје на овие народи кои што го населиле Балканскиот полуостров и биле врзани со Византија. Значи, она што е, да кажеме, неверојатно оригиналниот пристап, затоа што претходно сите зборуваат, се колеба дали во Византија има философија. Само заради тоа што има друга ментална парадигма, мисловна, бидејќи само една мисловна парадигма, условно, според некој може да биде вовед во философирањето. Пристапот на професор Ѓорги Каприев е оригинален затоа што одбива да прифати некакво историско исследување, натрупување на некакви автори кои што мораме да ги земеме предвид ако сакаме да напишеме дебела книга, па ќе ставиме повеќе автори, обично нели докторати кои се прават така, ќе земете некој проблем што го има кај 20 на философии,
ќе препишете по 20 страни да добивате фин прекрасен докторат, кој што ве оспособува дека сте зналец на некоја тема и на некој проблем. Во овој случај, значи, пристапот на професор Ѓорги Капиев е идејата дека мора таа културна, да кажам, парадигма низ историјата да се види низ 4 мокни пункта на некаква синтеза, која што се случувала после долги историски престртници околу некаков си проблем кој што се јавувал именно и теолошки и философски. Значи, цела историја и мноштво автори што се секако вклучени во книгава, апсолутно кападокиските отци, да речеме Евагрин, Понтиски, дури Ориген, се ставени не во функција да укажат дека има некој поголем од нив, туку за да покажат зошто се случиле тие 4 мокни синтези во текот на траењето на тоа условно византиско време. Значи, книгата се позиционира околу Свети Максим Исповедник, Свети Јован Дамаски, големиот Фоти Цареградски и Свети Григори Палама. Со тоа е заокружена, да кажеме, низ историјата, тој динамизам на воспоставувањето на тој византиски ментален систем, тоест некаков тип на христијански менталитет кој што се обидува да философира. Она што мене ми е битно овде е неверојатно воведот во овие 4 мокни синтези, затоа што безмалку по 150 до 200 страници се за секој од овие центри. Значи, тоа не е само наведени центри, туку е баш неверојатно минуциозно докажано колку е комплексна сета таа мисла. Затоа што претходно идејата и од западњаците, но и од авторите што надзираат дека зад тие теолошки тропизми се надзира одредена силна философија, сепак се колеба во тоа да го искаже. Значи, професор Капиев не само што не се колеба, туку апсолутно е убеден и од таа убеденост произлегуваат неверојатно силни стипули и докази за тоа дека апсолутно е оправдано да се говори за 4 мокни синтези на клучната идеја за таков византиски ментален систем кој што не е производ на сума на субјективни мислители, бидејќи субјективизмот понекогаш нам ни се чини дека е најдинамичната категорија, но не. Субјективизмот е најдалеко од динамичната категорија, барем онака како што го сваќале византиските филозофи. И сега, во оној вовед што за мене е многу битен, бидејќи би сакал да го знаев кога студиравме философија, бидејќи ние благодарејќи на една појава на Јонче Јосифовски, кој што беше неверојатно отворен човек да ја вклучи некако византиската философија во рамки на средновековната философија и подоцна неговата ученичка Вера Ѓорѓиева да ја вклучи во рамки, и ние ги слушавме некакви си предавања за византиската философија во рамки на средновековната философија. Ги слушавме кај не, но прв курс некаде, било каде во светот, за византиска филозофија го воведува професор Ѓорги Капиев. После и на нашата катедра се одвојува византиската философија независно од, да кажеме, латинската средновековна философија. Значи, она што мене ми е битно, од обратна перспектива, би сакал да можев да го читам тогаш, 95-та, 6-та, 7-та, 8-та година. Именно, оној вовед во кој што неверојатно добро се расчленува односот на теологијата и философијата. Затоа што не е јасно. Токму поради тоа што не им било јасно на западни философии, не, премногу е теолошко тоа мислење. Тоа се само куп декламации. Нема мисла таму, тоа се само декламации. Било кој мисловен систем, поаѓа од аксиоми. Аксиомите зар не се декламации? Па никој нема проблем со аксиомите, али има проблем со догмите на византискиот ментален систем. Значи, теологијата директно се гледа како теорија со зерцање, баш богооткриена вистина. Бог се открива. Именно и старите грци театрон, теос, тоа се поврзани поими. Значи, во театар ти можеш да ја видиш вистината од било кое место во целина.
Затоа се театрите, било каде и да седнете во театрот, слушате исто. Тоа е моќта за да се покаже дека од било која перспектива можете да видите вистината, како што Бог гледа. Тоа било убедувањето на старите грци. Отаму теорија. Значи тоа е созерцание и само богооткриено знаење, кое што е отдаде секој дискурс, не е ефект на ниеден дискурс. Значи нема мистицизам, нема визија на фигури и форми, некако субјективна убеденост. Туку е богооткриено знаење за Света Тројца, имено како слова на самиот Бог. И вториот дел, како што го расчинува професор Габриев, околу икономијата, имено учеството на Бог во тварното битисување. И собствено, и собствените енергии и проникнатоста на енергиите со светот. Значи, и од тука мистичното богословие на црквата, затоа и Лоски тоа го нарекува, не нарекувам богословие на мистицизмот или мистично богословие, и тука да заврши. И така мистици имало и на Запад, но не види мистично богословие на црквата. На црквата, на собранието. Значи, тоа е мистично богословие во кое што секој човек е повикан да учествува. Не е дадено само на некои избрани луѓе. И сега, овој однос на теологијата и богословијата, затоа богословието ми се чини клучен. Што ја отвара таа врата за да се види како да се расшири, бидејќи односот на теологијата, богословието, кое што е богословие недостижната тајна, и философијата која што се упатува преку достапноста на Бог кон светот. Имено говор, аргументација за тоа, логички метод, користење на разум, еден метафизички правец кој превладува на емпиризмот на субјективниот мистицизам. Значи, метафизички правец на артикулација. Значи, теологијата е богопознание, откриено, божествено самоизрекување, тоа се аксиомите во менталниот систем, а философијата е теоретското умување за свртеноста на Бог и учеството на проникнувањето на Бог со светот, именно преку неговите енергии. Бидејќи врската е директно со богословието, така философијата се упатува кон тоа да философира за онаа теологија која што влегува во доменот на дискурсивната, спекулативна теологија. Како највисок дел на првата философија. Значи, тука се слева парадигмата на грците, на теологике, тоа луѓе забораваат, Аристотел, целиот тој манир се нарекува теологике, тој не го нарекол теологике, но тоа било вообичаено мислење кога разговара за првата причина, тоест за принципите на првата философија, тоа да го нарекуваш теологике, имено за првата причина, за творецот на светот, имено Бог. И од тука философската дејност на ова проникнување со светот. Имено, целата идеја е во тоа како Свети Максим исповедник го сватил кинесисот. Имено, како да воспоставиш вечноста во исто време да го задржиш тој исполнет динамизам на божествениот живот. Имено така што ќе го создадеш времето. И ќе оставиш секоја ствар да се дополнува себе си во динамизмот на космичкото случување на времето. И оттаму не може никогаш било кое дополнување да биде субјективно. Да биде само мојот однос кон Бога. Туку мора да биде во рамки на одредена и култура, време, контекст. И затоа не може теологијата никогаш да заврши. Зборам за оваа спекулативна теологија која што влегува во доменот на философското уточнување. И затоа ми се многу смешни оние луѓе кои ќе дојдат и ќе кажат раната црква, раните христијани. Тоа е тоа, другото е све лупетање, извештачување. Очигледно не ја познаваат триадологијата. Бидејќи прашање дали може, ако тврдиш дека Бог е Света Тројца, да го исклучиш делото на Светиот Дух кој продолжува понатаму да го води, да го тајноводи космичното случување и доменот на икономијата. Бидејќи тука се упатува философијата и тоа е философска дејност на уточнување на вербумот. И тука е креативноста на философот.
И затоа не повторуваат они тука апсолутно продолжува и понатаму теологијата. Сега дали сме ние на тоа ниво на кој што биле овие филозофи во Византија и да кажеме и што направиле да тие 4 центри на синтеза. И дури има едно уточнување, појаснување од професорот Каприев дека напротив философијата на истогот била многу послободна затоа што не била врзана со факултетите. Туку била приватна дејност, слободна дејност на философите. Дома ги учеле. Значи дома отвораш философска школа. И луѓе доаѓаат и најслободно философираат. Може да се верници, но може повторно да философираат. Да се во скепса, постојано обзрнување, да го видиме вербално. Апсолутно е појаснето каква е тој влез на влијанието од старогрчката философија, која што преку терминологијата влегува во сфери кои што стануваат туги на хеленизмот. Значи философијата биле убедени овие философи дека ја карактеризира таа внатрешна диспозиција на човекот, таа потрага по вистината на вера. Токму во кинесисот, оти ние живееме во кинесис. Значи, во време се врзуваме за секој догма. Оттаму не е тоа некаква вистина која што да кажеме, вербализирањето и умувањето за таа вистина не е една за секојаш дадено. И затоа можеле да се случуваат ереси, затоа можеле да се случуваат реакции на тие ереси, уточнување на поимите, апсолутно влегување во такви поими како логостис, усиас и тропостис и парсеос, значи начело на суштината, начин на постоење, влегување во ние суптилни дистинкции помеѓу суштина и енергија. Имено енергијата е она што е Бог околу Бога и што преку тој динамички екстатичен изглед преку енергиите го собира светот во себе и сега тука философијата одговара. Значи има не само што е погрешно тоа гледање дека философијата е слушкиња на теологијата, туку напротив, има клучно значење во теологијата. Значи не би можела да се замисли христијанската теологија без учество на философијата внатре. Значи по мене не сакам да должам, луѓе треба да седнат и да читаат за да видат сета таа неверојатна длабочина на таа мисла, да го видат потфатот на професорот Каприев да се стави во коштат со овие неверојатно суптилни, да ја изведе буквално реалноста и стварноста на византиската философија и тоа баш во 2001, баш во 21 век, како некакво заклучување на 20 век и по мое скромно убедување, мојата маленкост е апсолутно чисто преди тоа што отец Милан, сме пријатели и ме сака па ми даде да ја промовирам оваа книга, инаку не се сметам апсолутно компетентен да зборам за византиската философија, но по мое скромно мислење, значи самата книга го представува петиот центар на синтезата на византиската философија. Кога е тоа завршено, сега може да се оди понатаму и да се расветлуваат сите оние суптилни моменти како што и се случува веќе во светот. Светот веќе после оваа книга не мисли дека тоа византиската философија е некакво произволно убедување, туку апсолутно ја прифаќа низината реалност и навлегува веќе сериозно во истражување на текстовите на философите кои што се и овде прикажани. Ете, тоа би бил мој прилог кон овој празник на оваа битна книга за културата на светот воопшто. Ви благодарам. Здравейте. Много благодаря на хубавите думи, разбира се, на Милан за превода. Това беше много героичен превод. Тежка битка беше, а той си я направи двойно по-сложна. Как? Да, първото издание на моята книга на български е 2001 година, но има едно много разширено издание, 2011. И Милан работеше с него. Междинно има едно издание 2005 година на немски.
Аз не бях забелязал, той е забелязал, че има части от неговата книга, които ги няма в второто българско издание и той ги вкара в македонското. Тоест македонското издание е в момента най-пълното издание на моята книга. Така че много сърдечна благодарност на него и на всички, които са работили върху тези книги и продължават да работят за нея. Много благодаря на това, което Христо каза. Сега той, разбира се, тегли към богословската черга. Той отива към богословието. Да. Философията се занимава и с богопознанието, византийската философия и то обилно, но не само. Тъй като, понеже ти спомена, логос ти Сосия, стропърста си Парксиос, тези логоси на нещата, те, когато са в нещата, добиват особен тип самостоятелност. И в този смисъл византийската философия се занимава и със света сам по себе си. Света като такъв. Разбира се, този свят те са наясно, че се удържа от Бога и божествената благодат. Ако това го няма, света го няма, но това е ясно. От тук нататък започва изследването и те имат изключително детални изследвания и на това, което наричаме природа, физика и това, което особено е антропологията и разума, ума и така нататък. Повече са темите, отколкото само богопознанието. Тази книга излезе в много сгоден момент. Не, че съм го знаел, но докато я пишех, то вече стана. Точно около началото на нашия век, първо десетилетие, стана една особена промяна по отношение на византийската философия. Ако преди 60-70-те години са се борели тук през тия пръсти, хората, които занимават с византийска философия и твърдят, че византийска философия, ако 80-те и 90-те години се отроихме, то около началото на века започна едно много интензивно изследване на византийската философия и много масово. И тогава аз се направих на пророк, мисля 2002, и писах, че нашата наука излиза от революционния си етап и влиза в нормалния си етап. То пък взе, че става. И влизайки в нормалния етап, вече нещата отиват в детайл, в подробности, в смяна на гледни точки. Така че тази книга, както си беше последна в реда на опита за цялостно обхващане, така си и остана. Ако изключим, разбира се, тома на Югър век, Византия и юдаизъм, където главата за Византия, аз съм съставител и така, автор на горе-долу половината текстове, тя е от 19 век. Ако ги изключим тези, моята прогноза е, че има да чакаме да се появи подобно съчинение, най-малко, защото в момента материалът е ужасно разбяган и не позволява да бъде събран. Не, че по наше време беше много лесно да се събере материал и това, което ти спомена, синтезите, това не е моя идея. Това е идея на Владимир Лоски. Владимир Лоски в сега да виждам отгоре. Виждането на Бога в предговора, в главата за паламитския синтез, т.е. последната глава, той заговаря за особени времена на синтезиране в византийска традиция. И аз казах, да ги видя кои са. Излязаха тези четиримата абсолютно безспорни, но има двама, които за малко не влизат в това число и то по разни външни обстоятелства. Заради външни обстоятелства не влизат. Това са Николайка Васила и Георги Схолар. Много разнообразна, много натоварваща работа. И аз съм сърдечно благодарен, че тази книга поговори на македонски. Лично беше лесна работа. И само една забележка може да направя. Не е чак толкова далеч София от Скопие. Аз съм роден в Бургас. Бургас е по-далеч от Скопие. Благодаря ви много. За да не го трошам времето и да не зборам два пъти, първо ќе го дадам зборот на господин Любчо Митковски, председателот на Филозофското друштво на Македонија, кој беше цело време тука со нас и при подготвувањето на овие книги, но исто така и при
нашите средби кои што ги имавме вака лице в лице изминатите години, за кои што тој ќе каже некој збор. Благодарам, отец Милан. По договор со отецот, со честа што ми укажа, јас имам малку поскромна улога вечерва. Тоа е да бидам врска помеѓу говорот пишаното и пак говорот, односно на некој начин да ги представам собитијата кои што доведува до настанувањето на философија христијана, значи книгата која што излезе 2021 година во издавачкиот Центар 3 и која што се темели на всушност текстуален запис од 7-те панел дискусии што се одржаа 2017-2018 година во рамките на Христијанскиот филозофски форум, организација на Филозофското друштво на Македонија. Како што знаете, после ова ќе следува петата дискусија од возобновениот Христијански филозофски форум, во кој што тема вечерашна е лице в лице, кој што ќе учествуваат нашите уважени двајца гости и домаќините Ристо и Иван. Мојот план е едноставен, едноставно ќе се обидам со усул да само да фалам или вечерва, односно да ги пофалам авторите кои што учествуваа во рамките на философија христијана, кои што со своји записи се тука представени, но пред се и оној кој што не сака да биде фален, но заслужува во оваа прилика и кој што е на некој начин сврзан разлог зашто сме сега сите собрани тука, а тоа е отец Милан Ѓорѓевиќ, бидејќи на некој начин тој во сите овие тропоси вклучен вечерва. И како автор на две книги, тропос на преведувач на византијска филозофија од Георги Каприев, а исто така ќе биде подоцна и во тропос на домаќин и учествен на дискусија, во дискусијата што следува. Јас сакам да споменам за уште еден тропос на Милан, тоа е она кој што да речеме новумот кој што мислам дека заслужува оваа прилика да биде споменат. А на тоа ќе се за да дојдам до таа поента ќе евоцирам мали спомени со вас околу тоа почетоците како дојде до организација на Христијанскиот филозофски форум. Мислам дека идејата беше на Милан или на Милан и Ристо, не знам, тој дел не го знам, тоа треба да го знаат, нели? Сакаат, нели, ќе го расветлат, но некаде кон втората половина на 2016 година, деновиве ги проверував тие документацијата, така да нешто имам, нели, така да кажам, она што ќе го кажам е со некакви факти и со бројки. Значи, се разговаравме со Милан и тој спомена дека има идеја да се организираат вакви панел дискусии во тој формат и да се обидеме да ги организираме, нели, во ЕУ инфоцентарот. Бидејќи таму претходните години организиравме доста убави настани, тоа ми се чинеше згодно дека е соодветно место, нели, прилика, нели, за едни вакви дискусии. Значи, проверувајќи во документацијата, видов дека извршниот одбор на Филозофското друштво на Македонија оваа иницијатива ја прифати на 30 септември 2016 година, Арнама до првиот форум кој што се одржа на 23 февруари наредната година, нели, со архе се почнува секој пат, помина 5 месеци. Значи, во комуникацијата со ЕУ Центар не одеше баш најлесно, од различни причини, нема сега тука да ги напоменувам. На крај после неколку одложени средби се сведе на тоа на 31 јануари имаме заедничка средба со политичкиот советник на ЕУ делегацијата во
центарот, Тибор Варади, унгарец, и тоа е овој момент зашто се тоа го спомнувам. На таа средба јас првпат се сведочив за една особена вештина и способност со која што била располага, тоа е да има византиска трпеливост и моќ и убедување. Мислам дека тоа, јас тоа го нарекувам четвртиот тропост била, која е византиска црта. Значи, после тоа почнавме, тие 2 години организиравме 7 дискусии и тие се изненадив кога, нели, после животот врви, се јодат други нешта, други идеи, но еве сега дојде време да се возобнови тоа. Но пред да се возобнови Милан ме изненади уште еднаш со тоа што одлучи овие, нели, како да кажам, дискусии кои што имаат и свој звучен запис, односно се достапни на YouTube каналите и на друштвото и на форумот, цело време, да добијат и свој текстуален запис. Ама сега ќе прашате од каде сега Милан би бил автор, зашто се подпишал нели на оваа книга, ако тоа скупо учествувале 10-тина или 20-тина нели други луѓе. Кваката е во тоа што ова не е стенограм. Не е стенограм на филозофски средби. Мислам дека која малку повнимателно гледање или само површно, да не зборувам нели за поплавочено, ќе видите дека тоа е можеби потешко колку да напише нова книга. Од тука нели сето признание треба да му се одаде. Бидејќи ако се сеќавате, нели, ја сега така издаде вечерашниот форум, форматот беше сите гости од почеток имаа по 5 минути да изложат на темата, нели, некои своји видувања, па уште еден круг меѓу себе разговараат, после тоа на последниот пола час беше дадена можност да се стави диалог со публиката. И тоа во книгата ние гледаме дека не е така структурирана книгата. Односно, тука содржински книгата се состои од 6 теми, не е 7, недостасува феноменон, и малку редоследот е сменет на крај. Значи, првите почнува архе патер поезија, па подоцна е па идеја, не е Аион, како што беше четвртата сесија во првата година завршната. Аион е оставен за на крај, со право, бидејќи по структура е малце различен. Европе не е целосно предаден, таа е за последната сесија, всушност седмата, во книгава е 5-та. За Аион нешто подоцна кажам, бидејќи таа, мислам за учесниците во Аион, во дискусијата, ќе кажам на крај, но таа е важна затоа што во неја сосема е променет жанрот. Тоа е трактат. Ако овие други претходно се на некој начин сумиран приказ на кажаното од учесниците, че од уважаните гости, значи го нема оној дел дискусија со публиката, меѓусебни разговори, ја нема драматиката на живиот настан, меѓутоа дотолку потешко за авторот, нели, од сето тоа да го извлече најважното, да го сумативно да го прикаже, да биде верно, нели, на она што писателот сакал да каже, нели, и сето тоа, нели, подоцна да го одобрат. Бидејќи во принцип тоа така се работи, не можеш, нели, без да го одобрат во нешто учествуваат. Па нати го дај ми го веројатно неколку пати. Значи тоа кај да речеме, така се сработени 5-те целини. А 6-та трактатот е, тоа е мислам врвно ремик дело. Јас сакам се восхитал како го составил, бидејќи тука не се знае кој, нема кој зборува, нема, нели, сега зборуваше Каприев, сега зборуваше Петрушевски или сега, него тука е предадено во целина, во интегрална целина, нели,
целата дискусија или здавните поенти на дискусијата. Со авторски консензус. Се разбира. Значи јас уште еднаш му одавам признание на отец Милан Ѓорѓевич за овој труд и мислам дека е драгоцен принос нели за нашата култура и воопшто една некакво логично завршување на овој прв циклус. Со оглед на тоа што книгата нели завршува со Аион, а Аион беа учесници вечерашните гости, значи со тоа што е Милан на ова место на јас, нели, а вечерва продолжуваме нели со истите гости, но на друга тема, лице в лице. Ова нели ќе му дојде како е вртење на нова страница, иако веќе 4 сесии поминува, вртење на нова страница нели, и почнување на еден нов циклус кој што се надеваме дека повторно ќе заврши на овој начин, односно говорот ќе биде преточен во текст. Толку имам јас да кажам. Благодарам на честа што ми беше укажена да на некој начин придонесам до овој настан. Од се срце благодарам за не просто за убавите зборови, него за уникатната перспектива кон ова што го правевме, а која што пак јас сум ја немал до сега, заради тоа што се пак моја перспектива малку поинако изгледаат работите. И благодарам на сите што учествуваа во сите овие проекти кои што се пред нас. Учествуваше многу професорот Солунчев, со него изодевме огромен пат заедно. Особено во дискусиите кои што ги имавме 17 и 18 година со Христијанскиот философски форум, до професорот Каприев, кој што е мој ментор во магистерските студии, но и де факто во голема мера ментори на докторските студии. И постојан сопатник во академската работа на професорот Владимир Петрушевски. Особено благодарна заради тоа што и тој беше тука постојано како некој, да не речем ангел чувар, но постојано беше тука. Да прогласиш агностик за ангел чувар е многу спорно. Но како да го разбере тој тоа, а се надам дека ќе го разбере како што треба. Мислам да стане која. Прекрасно. Како што кажа Љупчо, тој учествуваше на една од дискусиите на форумот кој што ги имавме. Тоа беше една од најдобрите дискусии. И сега во тек второто продолжение на форумот. Второто продолжение на кое што рековме дека ќе едно правило, дека тоа е дека старите гости нема да се повторат, дека нема да викаме исти гости. Но правилата служат за барем еднаш да се прекршат. И тоа во вакви специјални поводи како што е ова. Тоа што имаме истите гости, и како дел од представувањето на оваа книга, да само на книгата, значи на се ова што го правевме изминатите години, ќе имаме една ваква дискусија во која што ќе разговараме во веќе поранешен и постоечки состав кој што сме го имали и поред. Темата е лице в лице. Лице в лице, лице во лице. Решивме насловите на годинашниот форум да ги именуваме според делови од Светото писмо. Формулациите се за разлика од минатиот пат кога беа на старогрчки, сега се превземени од Септуагинтата, од Вулгатата, односно на латински јазик. Самата тема лице в лице го одразува ова што го кажав. Ние сите тука работевме лице в лице едни со други. И Љупчо, и Ристо, и Ѓорги,
и Фили и јас. Ми недостасува уште едно име кое што сакам да го спомнам од огромна почит и љубов. Тоа името на мојот драг пријател, на нашиот драг пријател, на сите нас, Дејан Боболевски. Дејан Боболевски почина минатата година и за жал не може да биде тука со нас. Тој беше и сонот на овие настани. Тој беше во позадина цело време. Му ги праќав моите текстови, нацртите на текстовите, утоваравме и растоваравме кутии со книги, со некои од овие книги што ги имаме тука. Последен пат се чувме по телефон, решивме да се видиме кога ќе предадам оваа книга, која ќе се предаде за печат. За жал не успеавме да се видиме после тоа. И благодарам на Снежана што собра љубов да дојде, сопругата на Дејан, во овој настан. И мислам дека овој настан со ова спомнување ја посведочува таа љубов што сме ја градили, таа врска, тоа пријателство што сме го градили, таа филија што сме ја градили, баш така, лице в лице, едни со други. Наместо овие формални начини на одавање почит и слично со молчење и слично што не би сакал да го правиме, после дискусијата ќе имаме нешто да се напиеме и може би да повторно да се навратиме на оваа тема за пријателствата кои што не можат да бидат завршени, заради тоа што кога човек еднаш ќе се сретне лице в лице со некого, таа средба останува независно од тоа што ќе се случува. И она што ние свештениците често го кажуваме, е дека љубовта не може да биде победена дури ни од смрт. Така што, колку и да е радосен овој настан, би било неискрено да не ја споделам и мојата тага. Таа пак тема за тагата и за радоста во христијанската философија, која што не е само гола спекулација, туку начин на живот. Таа врска е неразделна. Радоста е таговна и тагата е радостна. Во истиот тој манир, лице в лице ќе продолжиме сега со она што го најавивме на почетокот, со нашата дискусија која што е токму на таа тема. Лице во лице со двајцата наши гости, професорот Каприев и професорот Петрушевски. Двајца категорични противници на сурогатите, односно обидите да се замени таа комуникација, особено во универзитетскиот живот преку онлайн наставата. Кој што многу се застапува за тоа дека и покрај сите опасности, покрај заканата од болест, од смрт и така натаму, кој што сите го живеавме изминативе 2 години и го доживеавме и слава му на Бога. Сме тука да го сведочиме за тоа. Смета дека универзитетскиот живот и универзитетскиот подвиг како дел од тој живот подразбира секогаш меѓуличносен однос меѓу учител и ученик, однос меѓу студенти, ученици со своите учители, кој што треба да биде директен, целосен однос, во кој што телесната димензија и душевната димензија и духовната димензија треба да бидат обединети. Сега, јас да не раскажувам многу што тие сметат, ќе го оставиме зборот на нив. Секако не е тема само пандемијата и како сме се справили со пандемијата, што темата е многу поширока, темата е поспекулативна, темата е по-философска. Така што
оставам секој од нив да го даде својот инпут по ова прашање од перспективата и на начинот кој што тоа го сметаат за најприкладно и најсоодветно. Прво го даваме зборот на Домен Седнакиот, професор Владимир Тутушевски. Благодарам, пресветлиоче. Милан кажа една вистина. Ако нешто ме нервира, и ако нешто ме нервираше од почнувањето на пандемијата па до пред некој месец, тоа е држењето настава без настава. Глумењето дека се е нормално и дека сме им овозможили на студентите да следат настава, да го следат нашиот жив збор. Ниту е тоа настава, ниту зборот е жив, ниту контакт постои. Мојот контакт со камерата е многу различен од мојот контакт со моите студенти. Интересно. Јас моите студенти не можам да ги изблефирам ако дојдам неподготвен на предавање. Тие ќе видат дека нешто не е во ред. Дали по тоа што многу почесто шетам горе-долу отколку што тоа обично го правам. Или поради тоа што се потам повеќе отколку што се потам обично, а јас не се потам обично. Дали поради тоа што се обидувам со шеги и други пропратни дејанија да го надоместам она што не сум го сторил, имено не сум се подготвил на час. Тоа не можам во живо да го направам. Ама камерата веројатно можам да ја излажам, а ако на моите студенти им се чини дека нешто не е во ред, се им е јасно зашто е така. Па добро, не сме баш во живо. Го гледаме на камера, не е исто. Е тоа што не е исто, тоа е се. Тоа не е предавање. Зошто е толку важен живиот контакт? Особено кога тој се одвива екс катедра, нешто слично како сега. Јас не можам во исто време да комуницирам со 70 души. Тоа е јасно. Па што тогаш сум се закатамчил сега дека мора тоа да биде во живо, а не може да речеме онака убаво како што си одеше 2 години преку камера. Има работи, особено во мојата струка е хемија или пошироко гледано природни науки, кои што не е лесно да се преточат во етерот преку камерата. Ама јас сепак ќе се обидам малку да демонстрирам нешто, за да ви доловам колку различно може да биде користењето на луѓето од аудиториумот, кога тоа можам да го правам, со она што не можам да го правам, кога одам преку камера. И затоа јас сега ќе ги замолам двете очиња, тоа се чедата на мојот пресветол отец Милан, да повелат тука малку, да изимпровизираме 2-3 минути дел од час. Ова го правам заради тоа што јас самиот сум инаку свесен дека човек може да учи самостојно. По некој пат не ви треба даскал да ве учи. Многу работи можете самостојно да ги научите од книга. Јас лично многу работи сум научил самостојно од книга. Прашањето е колку време ми требало и колку време ќе ми требало ако сум имал кого да прашам и со кого да комуницирам. И на ова прашање секој од вас може да одговори по свое. Кога имате работа со млада популација,
Многу се корисни, така наречени научно-поучни играчки. Од нив можете да научите многу. Некои работи сепак добро е да ги научите и со примена на играчките, ама и со помош на некој кого што би можеле да го прашате. Дали двете очиња ќе ми се приближат? Имам тука една играчка во овие денови многу популарна и јас која ја видов пред неколку години ми фати окото. Ги викаат спинери. Толку е добро направено што кога ќе ја завртите, таа се врти извесно време. Драги мои ученици, видите, еве вака да ве прашам. Имам јас тука една играчка која што убаво се врти. Дали ми се допаѓа мојата играчка? Да, добро. Сега вака, јас ако ја завртам, таа замислете ќе се врти. Можете ли да предпоставите колку време ќе се врти? 10 секунди, половина минута, 1 минута, 2 минути, 3 минути, 5 минути, 10 минути, пол сат, до утре, до сад утре. Правилно, не знам. Ама така, некоја, ајде, погоди вака. Колку би можело да се врти ако го завртам? Минута 2. А ти, очице, што мислиш? 3 минути. Одлично. Имаш штоперка? Телефон на кој што можеш да мериш време? Ајде да провериме, значи минута 2 велиш ти, 3 минути велиш ти. Може? И за да не чекаме сите како будали, ќе оставиме само еден да гледа како будала и уште двајца да му го штопуваат времето на будалата, па да видиме до каде ќе стигнеме. Оно што јас сега го правам е всушност своевиден демонстрационен експеримент. Ние даскалите по природни науки многу љубиме да изведуваме и демонстрациони експерименти, помеѓу другото. Изведуваме и друг тип на експерименти. Има експерименти во кои што им оставаме на слушателите, ученици или студенти, што и да е, тие да ги изведуваат експериментите. И едниот и другиот тип експерименти имаат свое место во наставата, има и причина зошто се изведуваат, но ајде да се сложиме дека не е баш исто дали ова го правиме на камера, преку интернет, за да си го заштитиме здравието, онака како што бевме можеби принудени извесен период да работиме, ама јас тука малку ве лажам. Ние работевме многу подолго отколку што беше необходно. Оти ми се бендиса. Држам Божем настава, а не држам настава. Ако нешто не е во ред, камерата е виновна. Платата ми тече, си седам дома, немам трошоци за бензин, не морам да ги гледам они одвратни чудовишта од студенти, од кои што ми е згадено веќе. Сега ова не е вистина за мене, ама немојте да бидете сигурни дека не е вистина баш за никого. Како што секој лекар си го мрази својот пациент, така и многу професори си ги мразат своите студенти. И еве еден убав начин да не мораш да правиш речиси ништо, да си го изверглаш она што ти останало некаде во сивите кели лево-десно пред микрофонот и камерата. Студентите ќе слушаат, ќе видат, па сега настава е, кој вели дека не е настава? Сега од даскалски дигресии нема спас. Ми текна додека ова го говорев,
за оној американски иноватор, дали беше од Тексас, дали беше од некој од Каролините, на кој што му текнало дека што па тој мора секој ден да влегува во амфитеатар и да им држи лекции. И дошле студентите како и секој ден, во 8 часот сабајле се вклучува автоматски магнетофонот кој што даскалот го оставил на катедра. И им рекол дека this is your teacher speaking, ама еве тој прави експеримент да види каква ќе биде ефикасноста кога е тој присутен и кога тој е отсутен. И така предавањето поминало час и пол во горе-долу иста тишина како што поминувало и друг пат. Па му се усладило на даскалот, па наредниот пат повторно така, па по еден месец решил да проконтролира како оди работата, влегол во амфитеатарот, 30 магнетофони се вклучени и колку време беше дошо? 3 минути? 3 минути и 56 секунди. Ти беше поблиску. Се разбира, тоа воопшто не е битно. Ви благодарам, очиња мои мили. Седнете си на место. Кога изведувате демонстрационен експеримент во живо, многу прашања може да возникнат. Ќе возникнат и кога говорите во камера, ама нема кој да праша. Фала Богу. Од тие чудовиште преку глава ми, а? Епа, така, значи ова е едно просто прашање, колку време ќе се врти ова? Еден куп прашања можеме да замислиме во зависност од нивото на аудиториумот. Зошто ова се врти воопшто? Па потоа, зошто не се врти вечно? Зошто воопшто запира? Па потоа, дали би имало врска ако наместо ваков спинер земам од алуминиум спинер? Има и такви. Па потоа, дали овој експеримент би можел да функционира и со сфера закачена на и така натаму, и така натаму. Ги давам овие примери за малку од малку да доловам кои се релевантни прашања може да возникнат и веројатно возникнуваат во аудиториумот, како ви да е тој. Предшколски деца ли, основци ли, гимназијалци, студенти, ама преку камера тоа не функционира двонасочно. Што и да возникнат прашањата? Што треба да ги запишат, па кој ќе се видиме во живо да прашаат? Ама времето си врви, доаѓа друга лекција, доаѓа трета, тие се поврзани. Прашањата, ако не ги одговорите и дилемите кај слушателите веднаш, работата не е добра. Добро, јас кога ќе се расприкажам, се исклучувам автоматски по 45 минути. Ама бидејќи мојот пресветол отец веќе 2 пати ме удри во слабина, тоа беше претходно договорениот знак дека јас, како и да е, ќе подпривршам. Се надевам дека барем нешто од моите не дилеми, од мојата одбивност кон држење настава преку камера и компјутер, успеав да ви доловам. Ако не успеав, тоа само значи дека и јас сум уште еден од оние никакви даскали. Аз толкова обичам да слушам Владо, че мога да го слушам до утре. Добре, но той реши, че така, че мога да говоря. Аз ще... Не виждам за какво да спорим.
Ние сме на един акъл. Няма да спорим, но аз ще обоснова това, което той каза, исторически. Значи малко по-скучно от това, което той направи. Вижте, ние говорим за университета, все едно, че той съществува от създание мира, е някакво естествено състояние, да речем, на цивилизованото общество и е винаги един и същи, от как се е създал до ден днешен. Първо, университета не съществува от създание мира. Той съществува от края на 12, началото на 13 век, преди Христа, и то в териториите на латинската култура. Там се появява той. В Византия не възниква университет. Да, обикновено са частни школи. Но е имало и държавно спонсорирани школи в няколко периода на византийската култура. Защо не им казваме, че са университети? Някои казват, да знаете, че това е от невежество. Защо специалистите не ги наричат университети? По една проста причина. За това, защото там даскала и неговите слушатели определят заедно програмата, правят каквото желаят те да направят. Там няма индустриалния елемент на дипломирането, на лицензирането и няма една цел, която е съществена за университета от самото начало. Категорията на социално действащата интелектуалност, на социално действащия ум, обществено полезния ум, което обаче го има в западните университети наистина от самото начало. Университета създава една, днес бихме нарекли интернационална, стига да имаше нации по това време, но интеретническа общност, която е универсална за цялата латинска култура и каквато общност всъщност друга, сравнима с нея няма. И това са умовете на обществото, това са онези, които ще движат, ще задават идеите за развитието на това общество. Този университет влиза в страшна криза. По 17-18 век са векове на пълна катастрофа на университетското. Университетът по име се е запазил, но в него нито се прави голямата наука, нито нищо. Това продължава така до самото начало на 19 век. През 1809 година е създаден така наречения Хумболтов университет в Берлин. Той е така наречен Хумболтов, защото е създаден от Хумболт, от Вилхелм фон Хумболт. Хумболт задава, ние знаем, 3 основни принципа, ще ги издекламирам, но към тях има още 2-3, които се премълчават по подразбиране, а в нашата ситуация не бива. Добре, преподаване, изследване, единствено преподаване и изследване, акцент върху изследването, за разлика от предните университети, и свобода на преподаването и изследването. Това го знаем добре. Но ако четем доклада на Хумболт от предната година, с който се учредява университета, ние ще видим още една-две много любопитни подробности. В този текст Хумболт се обявява против цензурата в сферата на науката. Категорично заявява, че цензурата в сферата на науката е вредна, убийствена и за университета, и за обществото. Това е първо. Второто е, че Хумболт категорично заявява, че никакъв университет няма и не може да има, ако няма интернационалната, тук вече се е на място думата, интернационалната, международната съвместна работа, това, което се прави отвъд всякакви национални, етнически, езикови и не знам с още какви граници, там, където науката е единствения критерий, а всичко друго остава на заден план. Това е 1909. Този университет е университета, който ние с леки мутации продължаваме или поне искаме да продължаваме. Тъй като аз съм така забъркан в немската култура, знам много добре, че след войната, след Втората световна и особено 60-те години, в Германия се поставя на ново въпроса за университета, за неговия смисъл, за неговите цели, за неговата динамика. И тогава с специално тълкуване се захваща Карл Ясперс. Той стои в основата на съвременната немска академична структура. И Карл Ясперс, съхранявайки основните принципи на Хумболт,
слага допълнителен акцент върху социалната значимост на този университет, въобще на университетското образование. Тази линия е продължена от един на пръв поглед негов критик, поне така да започва с текста му, който се казва, разбира се, Юрген Хабермас. Хабермас през 70-те години казва, и Хумболт и Яспер задават външни критерии за университета. А ние трябва да говорим за иманентни критерии на университета, ако искаме да разберем какво представлява. Той не отрича това, което те казва, той просто сменя перспективата. И в тази сменена перспектива акцента пада върху няколко пункта. Единият пункт е този, че университета ни дава възможност да се впишем в определена традиция. Традиция. И то не национална традиция, а общо цивилизационна традиция. Една традиция в платформата и където на последно място се питат кой откъде идва. А къде по-важно е какво е направил и свършил. Това е първото. Второто е способността ни да водим социално релевантна дискусия. И той го обяснява надълго и широко това какво трябва да значи. А това значи, че университетски възпитаният човек е способен със силата на аргументи, доказуеми тези, да може да води дискусия такава, че в нея да може да прозвучи първо всяко мнение и второ, в сблъсъка на тези мнения да се стигне до правилното между тях. Без, разбира се, да се вадим очите или да се стреляме с пистолет. Малкичко? Малко. Сега, какво се е объркало? Това е структурата, това е фона на дебата за университета. Какво се обърка по време на пандемията и в сегашното ни време, което на пръв поглед не сме в карантина медицинска, но си има другите косури и ние много добре ги знаем как изглеждат. Аз го гледам като две полувремена. Първо полувремен тракт, второ полувремен. Това, което става в момента. Мисля, че пандемията подготви това, което става в момента. Беше негово предусловие. И на въпроса какво се е объркало с университета, моят отговор, кратък отговор е всичко. Всичко се обърка. В тази структура, за която така е описано от Хумболт до наши дни. За да подхвана темата на Владо, добре, малко по-далеч. Първо, разпадна се академичната екипна работа. Разпадна се академичната екипна работа. Това, че ние се виждаме там по някакви компютри и нещо си казваме или си пращаме писания по имейл и разни такива неща, извиняйте, това няма нищо общо с сериозната работа. Сериозната работа е на мускули, знаете, сядаме и работим заедно. Всичко оставаме да престъкло. Не е работа. Това е едното. Второ, появи се цензура. Бяха цензурирани определени позиции, мнения, твърдения на хора от всякакви други. Всякакви. Което е опасно. Под неблаговидни предимства. Трето обаче. Какво означава възможност за социален диалог в ситуация на еднозначно формирана позиция или прилична еднозначна позиция, социално релевантна? И сега да дойдем на това, което Владо говори. Защо това е възможно? Това е възможно заради един специален разпад, свързан с начин на преподаване. Изведнъж кризата, пандемията, локдаун и така нататък ни показаха, че в университетите е пълно с лектори, а са много малко учителите. Малко са даскалите. Лектори колкото искаш. Така де, колкото площад, толкова. Сега, къде е разлика? Разликата е, че лектора си въобразява, че работата с студентите е пренос на информация. Пренос на информация. Аз знам нещо, и ви го казвам, и ви го казах, и вие го научихте. Добре, ако това ще го правя по телефона, или по скайп, или по да знам по какво поведомера, ефектът е същия, когато става дума за предаване на информация. Така ли? Така ли. Даскала знае едно друго нещо. Даскала знае, че не е информацията това, което ние предаваме нещо. Даскала знае, че ние предаваме знания. А информацията е някъде в основата, в базата на знанието, но в никакъв случай не е знанието. Знанието е система. Способност да систематизираш информации и дори там, където ти липсва някаква информация, да можеш да възстановиш това място, защото имаш структура на знанието. Как се преподава това нещо? По интернет, по водомер. Не се преподава.
То се преподава само в пряко лично общуване с аудиторията, въпросите и така нататък са част от тази работа. Но това, което лектора си въобразява, че той, нали, понеже е много умен и тук има нещо в главата, той е субекта на действието, а там стоят някакви предмети и обекти, които единствената им работа се опитат да запомнят неговите премъдри слова. Даскала знае, че много по-важна е тази комуникация. Хоризонталната комуникация между студентите. Между студентите, дори когато мълчат, но те не винаги мълчат. Те взимат участие, питат, сами се конкурират, сами се надават в идеите, надкачват идеи. И това е. Това не става по интернет. И понеже ставаше, пази Боже, стана и това, което става пред очите. А именно един мощен цивилизационен, айде да не е разпад, но мощно цивилизационно разклащане на базисни позиции. Да говорим направо на европейската цивилизация, които ние много трудно ще възстановим. И знаете ли защо трудно? Владо го каза. Заради съпротивата на лекторите. Заради съпротивата на нашите колеги, за които е наистина къде по-икономично да седнат 90 минути по долни гащи под компютъра, а така правят, що се смели. И тук с вратовръзка. И да изкоткодятат своето рондо, там техните златни алтани да бъдат издати по интернет, а да не говорим за степента на чуваемост в тази ситуация. Аз имам колеги, които занимават с когнитивни науки, които ми казаха, имало такова изследване, аз не знаех, че при комуникация, онова, което стига до публиката чрез артикулирана реч, т.е. само звуково, е 7% от всичко. 7% от всичкото. Към това трябва да добавим, че нашите студенти са страшно концентрирани върху това, което ние говорим. Те са 100%, за да получат тези 7%, нищо подобно. И до тях стигат около 0,0%, което аз сега с голяма лекота установявам в студентите второкурсници, по втори курс, където аз преподавам. Аз преподавам средновековна философия. Термините в средновековната философия идват от античната философия, ако ще да бъдат модулирани при средновековието. Ма те не знаят нито един векове. Ма не са. Те виждат как се напряга. Да, той го е чувал в някакъв сън. Но какво има в този сън, той не знае вече не помни. Това е страхотна катастрофа. И тук става дума за увреждане на поколение, на цяло поколение. Не знам дали ще успеем да възстановим това и не знам какви ще бъдат ефектите от цялата тази работа. Но искам да завърша с това, че ние хубаво говорихме за другите две книги, пък за тази книга нищо не казвам. Аз искам да кажа нещо съвсем кратко и това във връзка с това, за което говорим. Отваряте отзад съдържанието и виждате 3 дяла. Трактати, рефлексии и медитации. Така. Значи такава книга е възможна, всяка книга е възможна да се напише, но такава книга е възможна да бъде възприята, четена, разбирана, обсъждана само в едно академично, добре образовано общество. Защото тя има академичен характер, тя има характер на изследване, но заедно с това тя има заряда да предизвика социална дискусия, хора, които да разберат това и да влязат в тази дискусия на релевантния за това език и по релевантния за това начин. Да, това е симптом за наличие на академично добре култивирано общество, което е в основата на европейския дух, казва Ясперс. Карл Ясперс, 46-та година, пред руините на Европа, чете един доклад и казва в него, че 3 неща са определящи за духа на Европа. И ако ги има, има Европа, ако ги няма, няма. Едното е историята. Ние се учим от своята история, ние работим с своята история, ние преработваме своята история и съществуваме чрез това. Третото е свободата, а второто е това, което на немците нарича Wissenschaft. Превеждаме го като наука. Но то не е баш наука. То е знание-ност. То е процеса на постигане на знанието, за което става дума преди малко. Много се надявам
тези три критерия на Ясперс, барем нашето поколение да ги държи. Благодаря. Сега јас како домакин, обично домакините зависи и до домакинот, зависи и до гостите. Значи некои домакини сакаат што поскоро гостите да ги исурат натаму да заврши гостувањето, а некои гости па немаат осет кога да запат. И сега Мајка ми ова. Ама чекай сега ќе Не, само да се уфрлам бидејќи просто не можам, знаеш. Јас сум човек во пензија, а не ми дава да држам настава. За 45 минути ќе се исклучам. Вижте, мајка ми тоа го има правено на моите родени дени. Јас ќе си ги соберам другарите и си играме музика, смеење, викање. Легува мајка и вика: деца, да не ме мислат вас дома. Овие сите велат: не знаат тие. Не, ајде, одете си, да не. Така беше тоа во она добро старо време. А и од публика е многу може. да. Аљо, нашиот пријател нашиот. Јас само сакам да довршам од импликациите, ги оставив отворени и кај секој од публика да може различно да бидат толкувани. Затоа што јас сепак и ние имавме приликата да слушаме професори и од нив да учиме и да сватиме дека како да кажам, значи сум присуствувал на неколку предавања, да кажеме на мојот професор Ферит за Ниче или за Дерида. И сите 5-6 беа комплетно различни. Не знаевме што ќе се случи. Оти книгата ја завршуваш. Толку е книгата. Може да се навркаш повторно да добиеш нови идеи од книгата. Но да слушаш предавања кои што зависат од она што и професор Каприев го кажа. Затоа што дури кога молчат, имено нашето тело, има индиски суфи мислители кои тврдат дека се во светот вибрира. Тоест е музички инструмент. И нашето тело вибрира. И секогаш кога сме одели на предавања, можеш да седиш и 15 минути да ти биде задодено, но можеш да седиш и 2 сати да слушаш предавање, при тоа нема ни PowerPoint, нема ништо тие додатни моменти, тука имаш чисто најпрефинетата суштина што не одредува како човечки суштности, имено духот. И тоа е како во добар джез. Майлс Дейвис го имал Колтрейн, па изреагирал на тоа со добра импровизација. Ако имал лоша позадина, значи лошо молчание од студентите, макар да се 10, макар да се најпаметни, нема да излезе добар предавање. Знаењето не е само професионално и не е информација, именно што се случи со музиката во денешното време. Таа стана информација. Таа веќе не е дел. Кога слушате на Spotify, тоа е како еден собраност на информации, секојаш е тука. Аха, добро, гледам воведот, добро, не морам да ја слушам цело песна, крај да свртам на крајот, дај да свртам. Овде е окей, ја имам како информација, но како може едно дело само со едно бегло паркање, браузање, да се разбере, да се влезе во него. Исто така и со предавањата, и во овој случај, јас можам во бесконечно време да ги слушам нашите гости, професор Петрушевски и професор Каприев. Едноставно не би сакал никогаш да престане средбата токму заради можноста да се види лице в лице, имено да се потврди тој динамизам на парадигмата во која што на некој начин случајноста, ако сте агностици, или Бог решил да ме стави. Сепак не сум се родил како норвежанец, имено дали личноста моја би имала
иста ипостас. Ако би се родил во Норвешка, сепак сум се родил овде и таа се модулирала според лицата кои што сум ги сретнал, без разлика дали биле атеисти, дали биле агностици или дали биле верници, потполно ирелевантно. Средбата со другиот лик е многу битна во било која инстанца. Едноставно го оставаш можноста на тоа движење на времето. Времето може би клучно и затоа може би она што Тарковски го вели, може би навистина после филмот нема да има друга уметност, затоа што со филмот се заокружува токму идејата на времето. Значи, од друга страна, прашање дали може да го заклучиме времето. Во таа смисла јас би можел да останам и да ги слушам нашите гости и професори во една перспектива на недовршеност. Ето тој од мене прилог од дискусијата. Бидејќи го спомна Христо Ферид Мухич, наш семеен пријател, некои го сакаат, некои не го сакаат, ама само една од неговите, тој инаку многу голем ерудит и човек со фина смисла за хумор. Понекогаш како да му фали смисла за хумор на собствена сметка, ама такви сме сите. Само има вакви како мене кои што мислат дека тие си исклучок и некои кои што се искрени дека не им се допаѓа некој да се игра мајта со нив. Но, ова е повторно една од моите бесконечни дигресии. Што да правам кога не ми даваат да држам настава? Значи Ферид. Еве една од него. Апропо Дерида. Шта ќе нам Дерида кога имамо Ферида? Делот наставата и делот, не е тоа просто настава, делот средбата меѓу ученикот и учителот, дел од ваквите средби, дел од една конференција, например, еден научен собир и слично, се точно вакви уфрлања, вакви додавања, вакви ситуации во кои што знаењето, хуморот и сериозноста сите заедно се испреплетуваат едно со друго. Додека ве слушав, особено Ристо на крај додека ве слушав, ми текна на една парадигматична епизода од Новиот Завет, именно преображението Господи. Една епизода која што стои како основа на она струја во православието, именувана како исихазан на светите, исихасти на нивната теологија на боговиданието. Се замислете го. Тројца апостоли одат со Христа на гората, каде што тој чудесно се преобразува. И тие се тука, со него, лице в лице. Истекнуваат знаење, кое што е отаде било кое човечко дискурсивно знаење. Стекнуваат знаење кое што е отаде она што човек може да си го замисли како знае. Тие го гледаат Бога во неговата слава, во славата на неговото царство. И може би ова само едно од местата каде што во Новиот Завет се покажува колку е важно човекот да учествува цел во се што прави. Човек да биде цел, да биде интегрален, да биде непроменет. Не променет во смисла на начинот на кој што постои. Но да биде непроменет како еден логос, како еден идентитет и постасен логос. И точно низ таа средба, низ тоа огледање од другиот, во крајна сметка тој другиот е самиот Бог, самиот Творец кој што не создал, на кого што сакаме да заличиме, на кого што сакаме да му се уподобиме, тој други оној кој што не преобразува цело. А тоа преобразување всушност е знаење, тој што го стекнуваме за него, ами и за себе си. И ние се спознаваме себе си во другите.
Се спознаваме себе си во другиот на хоризонталната основа, нели другиот ближниот, секога од нас тука, се спознаваме со другиот на вертикална основа. Врежувајќи го него во нас сами. Не сакам да звучи премногу спекулативно, заради тоа што нели дискусијата се движи во различни насоки, но мислам дека ова е една многу битна причина. Зошто? Дури и ако вонредните услови го наложуваат тоа одредено време да се одвоиме едни од други, нели како што беше во одредени периоди од пандемијата, сепак тоа да не ни премине во навика, како што едно-две години ни премина во... Мило ми е што сме тука сите заедно собрани на овој начин. Вака како што сме собрани, заради тоа што на овој начин стекнуваме познание. Многу позадълбочено познание, отколку што би го стекнале на поинаков начин. Добар дел од дискусиите на овој форум, во оваа сезона на форумот се одржуваат онлайн. Не можам да го споредам тоа со ова што го правиме сега вечер. Сосема е поинако. Сосема е друго ова што го правиме сега и другите дискусии кои што имавме, кои што беа многу успешни. Многу убави дискусии. Имавме неколку дискусии кои што беа навистина, можем да кажем, фантастични. Но да се дискутира лице в лице со соговорниците, лице в лице со публиката е нешто сосема поинако. Доволно од мене, го оставам до тука колку е часот. Би се консултирал вака во живо со соговорници, дали да оставиме 20 минути за прашање и коментари од публика. Дали ќе може? Горе, имаме 20 минути. Во тие 20 минути да поставиме барем едно, две, три прашања. Имаме едно, може да најавиме што позади има три. Ето, вие бевте прв, имаме бежичен микрофон, седете таму, ете го микрофонот, доаѓа кај вас. Игор Богтрајков, докторант на Институтот за македонска литература. Имам две прашања. Игор Богтрајков, докторант на Институтот за македонска литература. Имам две прашања и еден коментар. Значи, прво му честитам на господинот Каприев и благодарам што навистина дојде. Навистина бевме многу изолирани, ни онлайн, ни во живо можеме да донесеме толку големи имиња како него. Јас во последно време истражував нешто за средновековен театар, навистина е во светски рамки неизбежен и во оваа смисла би сакал да го прашам зошто да речеме византиската филозофија толку малку се изучува баш во Источна Европа, баш таму каде што има најголеми траги од неа, да не зборуваме во земјите кои што потпаѓаат под Терцен или тоа името на Москва, да знаете, бидејќи за ова има многу докази и во културолошки аспект, да речеме хералдички, дури и грбот на Америка, на Соединетите Американски држави се смета дека потекнува од грбот на Византија. И значи зошто до толку да речеме средновековен театар кај нас во регионот беше единствено јелскиот студент Драган Клајч, он се уште единствен што средновековен театар, зошто е во регионот и пошироко во Источна Европа, да речеме, генерално земено, дури во Грција, да речеме, толку малку се проучува и академски, секако друга различно византиската култура. Второто прашање ми се однесува на господинот Петрушевски, во кој смисол на него повеќе му се допаѓа личната настава отколку онлайн, затоа што има докази дека напротив во западните универзитети ја прифаќа, има многу предности, особено да речеме во поглед на дискриминацијата и многу размислуваат да ја вратат назад наставата, а плюс тоа бидејќи се снима, доколку сакаш да видиш дека студентот не лаже, мора усмено. Иначе по Болонска конвенција, за разлика од кај нас, мора се што може да биде писмено одговарање. Значи, во тој случај се поставува огледало од позади.
Така што зошто да речеме не ги земате во обзир тие да речеме што се дискриминирани студенти или да речеме тие кои што како што рековте ги мразите, бидејќи докажаме дека студентите ја чувствуваат омразата и тоа развиваат ментални болести, особено во нашата држава. И сакам коментарно да дадам на представникот од теолошкиот факултет дека ми доложите тур Литава или Реванија, бидејќи пред 30 години ви прошврцав книги од Бугарија и ја тогаш студирав во Бугарија, јас една колешка ви ги прошврцав и после дознавме дека може и да ме уапсат и да платиме казна и сега гледам уште дека ги користите книгите, случајно дознав, па да ве потсетам да ме частите. Добро, дали ќе може да ги слушнеме брзо и другите прашања и да ги одговориме сите заедно. Турбите въпрос. Доцент Карапевски. Благодарам. Прво, ова за гостите, јас сум гостин што тешко доаѓа, уште потешко си оди, така што сега позирав микрофонот и јас 45 минути. Ама бидејќи запишував неколку работи, ајде да видиме вака, по обратен редослед. Ние направивме една шега на почетокот, како да знаевме дека ќе го споменете моментот цензура со Петрушевски, па си поигравме со паронимот цезура. Веројатно ова беше една голема пауза и цезура на универзитетот. Меѓу едниот стих во последниот недело и другата, и веројатно поголем дел од академската заедница ќе се согласи тука со вас дека контактот лице во лице не споредлив со ова што ни се случуваше. Меѓутоа јас сега сакам да бидам адвокат на ѓаволот и сакам да ја видам оваа другата перспектива. Да речеме ова со 7% е многу интересно. Пак се враќам на еден стар муабет со Петрушевски, кој кога го зборувавме Жижек ми рече да се обидам прво да не го гледам, само да го слушам, а потоа ако имам транскрипт и само да го прочитам. Истото. Какво ќе ми биде доживувањето? Веројатно не исто. Мојот професор по физика обично сакаше сите да не гледа, за да знае кога ќе ни падне концентрацијата за да направи шега или да сврти на нешто друго. Меѓутоа, мислев дека кога почна Филип, мислев дека проблемот всушност е дека пораката или содржината имаме несоодвратен канал преку Zoom за да ја пренесеме. Мислев дека тоа е всушност идејата главна. Ама како одеше вашето зборување и на едниот и на другиот, сватив дека всушност не е проблемот дека каналот е несоодветен со пораката, туку дека имаме несоодветни учесници за таков тип на канал. Односно, вие ако бидете соодветно подготвени, тогаш ќе нема проблем вашите студенти дали ќе забележат дали се потите или не се потите. Ако вие секако исто се подготвите за кој да е канал за комуникација. Или да речеме, ако сите учествуваат, дури и тие од другата страна, со вклучени камери и се вклучуваат во разговор, тогаш прашањето нема да остане за по 3 лекции. Така што ми се чини дека ние тоа го критикуваме затоа што не бевме подготвени за таквиот начин како учесници во тој комуникацијски процес, за таквиот начин на држење настава. Просто треба некој преоден период и треба дополнително да се обучиме сите и да сватиме дека и тоа е еден тип на настава. Веројатно не за се разбира експеримент, тешко дека ќе направите лабораториски, но за некои по-теориски дисциплини, можете веројатно да направите и дискусија користејќи друг канал. Просто само да го смените каналот, а учесниците на исти начин да се однесуваат. Тоа ми беше поентата, дали всушност проблемот е во начинот, дека сме надалечина, или проблемот е како ние го доживуваме тоа. Кога гледате во живо, помалку сакате да импровизирате, по-голема е, затоа нема Zoom fright, има stage fright, така. Имате трема, па повеќе се трудите, а овде ова го сваќаме како дома сум, не е тоа официјално, пауза е, цезура е, па не сум соодветно подготвен или не давам се од себе. Се разбира, јас се согласувам дека лице в лице е ненадмирливо, но се обидувам сега да ја свртам работата.
Не, само благодарам. Разбравме адвокате на ѓаволот. Ако разбравте, и ние разбираме на почетокот на предавањето, па сакаме до крај. Ако всички адвокати на ѓаволот. Ми уди веднаш да ви одговорам ја 45 минути, ама третото прашање. Уште третото прашање. Па потоа Еден еден коментар и едно прашање. Значи, ја би бил некаде измеѓу вашите, пошто гледам скоро сте застапувате теза дека е подобро во живо, ама јас мислам дека технологијата е помагало и дека треба да се искористи, посебно во некои вакви моменти кои што беа надвор нормалното. И ќе се префрлам на овој муабет кога се прави на Facebook нели дискусија и ќе речат па не е ова за на Facebook, а зошто не би било за на Facebook? Значи, у 15 век или у 7 век да речеме, луѓе требало со месеци да чекаат писмо да пратат, па да им стигне одговор. А сега ти со еден клик можеш во Јапонија да комуницираш. Зашто таа позната не се искористи нормално за поефикасна комуникација. Така што мислам дека технологијата ни е помагало и зависи од тоа како ние ќе искористиме. И сега тука ми се загаѓа една друга тема со театар и со присуство и со бидување цел во нешто, а тоа е чеството на концерти музички и се обидувам и не се обидувам, него скоро никогаш не снимам или не многу малку фотографирам, за разлика од луѓето околу мене, кои што скоро сите го гледаат скоро цел концерт низ тоа мало екранче на телефоните. Значи, они самите се исклучуваат на некој начин, односно го гледаат настанот второ степен, односно не го гледаат прво, него во второ лице, да речем. Така што, чисто ако некој може да го искоментира, ако сака како момент на само исклучување или дистанцирање на некој начин од живата извън тоа, како фала. Благодариме. Имаме уште може ли ете уште едно прашање од ти? Од ти. Коментар. Работи. Прво, голема ми е чест од денеска, као трети ден на Светскиот ден на филозофијата, учествувавме во еден колен празник на духот и на умот. Благодарејќи првенствено на гостинот од Софија, што е на стар пријател и колега и учител, зашто од него сме научиле многу, плюс не мотивира затоа што оваа овде библиографија што е, човек му треба 3 живота да ја прегледа, не да ја прочита. Плюс, тој тамо младиот поп, кој е единствен филозофски гений според мене, плюс отецот Ѓорѓевиќ, што ме викнал на отварање на црквата кај што беше он клисар. И четврто, да му реплицирам на мојот драг другар од детство, че мајка му беше моја професорка по историја, дека во Америка, во индустријска Америка, сите најголеми универзитети, Харвард, Јел, Принстон, Корнел, Чикаго, Калифорнија, сите предавања можете да ги гледате, да ги слушате без пари, плюс да ги симете книгите и скриптите. Арно ама, единствената работа што не може да ја украдете без пари, се вештините. Вештина се учи само кај мајстор. Јас сум учил јога и карате и пијано и знам дека без учител не може да бидете вешт. Благодарам. Аз ще започна. Първо, разбира се, ще отговоря на въпроса за преподаването по византийска философия. Не съм много съгласен с вас за нещата в момента. 99-та година първият курс беше в София. Аз не знаех това, аз го научих 10 години по-късно, че е първи. Но 2002 година публикувах в Оскерлинг студия една статия, която се казваше "Съществува ли византийска философия въпросителя?" Gibt es eine byzantinische Philosophie? И тя предизвика дискусии. Едни казаха, че има, други казаха, че няма. Този въпрос днес е безсмислен. Ясно е, че. От той насетне
може спокойно да се каже, че във всичките земи на така наречения Byzantine Commonwealth, да речем православната култура, базисно формирана от Византия, по мое сведение, навсякъде се преподава византийска философия. Навсякъде. Откъдето погледнете, навсякъде. Във всички балкански земи, в Русия се преподава, в Украина познавам преподавателите. И в Русия го познавам. Преподава се също така в Италия, преподава се в Канада, преподава се в Щатите. В Германия сега откриха професура по византийска в Мюнхенския университет и така нататък. Добре изглеждат нещата в последните 20 години. Сега, за театъра аз съм готов да се поуча, не съм правил специално изследване, но доколкото съм работил с византийска култура, нямаме театър в Византия. Театър дори в античния смисъл на думата, а още по-малко в съвременния. Това, което там 14-15 век му вика театрон, това са философски дебати. Това е философско шоу в някоя богатска къща с по-голямо помещение и двама философи или повече се приказват и така. Нямам информация, но наистина съм изследовател и съм готов, ако вие имате да ме поучите. Сега за технологията. Разбира се, че помага. Кога технологията, развитието на технологиите е било във вреда? Никога. Но във всички възможни индустриални революции, които аз ги боря от 14 век средата насам, а не от 18 век, винаги има един свръхентусиазъм при появата на най-новата технология, тази, която е била неизвестна до тогава. Много се притеснявам, че и в момента има такова нещо. И ще кажа защо. Вие казахте, че може би не са били подходящите хора. Ами така е, не са подходящи слушатели, живи хора са. Понеже Ристо каза преди малко, че кои бяха точно индийци? Софи, да, че те били казали, че някакви вибрации има от тялото. Чакайте малко. Но това е основанието на византийската културна традиция. Ако ще говорим за енергия, ние говорим за обмен на енергия. Модерната медицина 600 пъти е потвърдила това, че тялото излъчва, то разбира се, тялото е умно тяло. Човешкото им възприема такива енергии и в тази синергия се появява човешкото същество, такова, което го виждате. Извинявайте, но ако това важи за всекидневния живот, колко пъти повече трябва да важи за академичния. И в този смисъл, разбира се, ще използвам технологията. Аз, честно казвам, не използвам. Аз съм бил актьор и предпочитам да играя театър на студентите си, отколкото да ги забавлявам с картинки и надписи за гърба си. Тук ще изпиша някакви понятия, разбира се. Но мисля, от моите даскали го знам, от моите професори, аз имах някои много големи професори. Исак Паси беше страшен, Добрин Спасов и така. Помним ли какво ни казваха точно? Отгоре. Но ние помним тяхното присъствие, начинът да защитават тезата си, начинът да защитават науката си. Ако на това научим студентите си, тогава Владо е прав, отваряме книгите, почваме да ги четем и знаем как да ги четем. Откакто се помня, че преподавам повече от 30 години, винаги съм казвал така: уважаеми колеги на студентите си, ние знания в главите не можем да ви налеем. Ние академичен етос няма как да ви пръскаме, но можем да ви научим да държите мотиката от към дръжката. И това става на живо. Абсолютно съм съгласен. Даската ти трябва да ти го покаже, иначе пришки ще излязат на ръцете или нещо още по-лошо. Може само да додадам? Не може. Ние сме във временски цайтнот, така што... Ама чекате са нима работа. Не може да чекаме. Значи сакам да кажам дека ја мислев на истражувањето, а не на предавањето да решаме бизнес. Ја мислам дека од економски причини не се изучува. Од причини на пристојноста и на културата, треба да добиете збор. Ова е убавината на вакви средби. Меѓу другото. Ова е убавината на вакви средби. Затоа што на онлайн настав, кликате мют
И готово. Треба да се справите со ситуацијата. Ама не е точно онлайн, можам да напишам коментар, а тука нема пуштате коментар. Ајде да не ме разочарувам до крај. Онлайн може и никој да не го прочита коментарот за интернет. Ама не е тоа работата. Значи еве вака, да тргнеме. Јас ми се чинеше, барем за себе верував, дека илустрирав која е предноста на очи во очи. Излегува дека не сум успел добро да го илустрирам тоа, ќе морам да ја прифатам таа фалинка кај мене, иако е сега премногу доцна. Ќе беше поарно тоа да ми се случи пред да се пензионирам, но тоа ова се вика склероза или... Значи, Карапејовски, адвокатот на ѓаволот, има нешто што не може лесно да се преточи во зборови, има нешто што не може лесно да се рационализира. Добро, се извинувам. Има нешто што јас не умеам да го рационализирам достатно добро. Ама тоа нешто постои. Кога држам настава во живо, е многу различно, не само во сопствените очи што сум подобар, туку и во очите на студентите. Ама еве ќе се обидам да ви дадам пример ваков. Со години наназад ние решававме задачи по физичка хемија со кредена табла и тоа функционираше совршено. Мора да знаеш, да умееш да ја решиш задачата и дел од својот процес на мислење да пренесеш кај студентите. Дојдоа во мода графоскопи со фолии, па даскалите, односно асистентите, ќе си ги изнапишеа решените задачи на фолија и ќе ги подтуреа фолиите и читаа од фолија и одеа. Резултатите беа катастрофа. Никој не може да ве следи, бидејќи даскалската работа подразбира и малку актерство. Кога ќе излезете на табла, ако вие вистински ја решавате задачата, секој студент ќе го види тоа дека вие вистински решавате задача. Дури и оној кој што нема да разбере што е она што го правите. Ако вие покажете решена задача на фолија, на графоскоп, секој студент ќе види дека вие покажувате решена задача на графоскоп, ама не ја решавате задачата. Секој. Тоа се така едни работи кои што јас не умеам до крај да ги рационализирам. Има некој флуид кој што постои во живо, а запира некаде кај камерата. И затоа не може да се пренесе од онаа страна. А јас сум строг рационалист, освен што сум агностик, ама еве, работите стојат вака. И да, се разбира, како што рече Ѓорги, напредокот на техниката е секој пат добре дојден. Само не треба целосно да се препуштиме на техниката. Нешто малку треба и ние да направиме и доколку можеме да го направиме во директен контакт или во колку што може по директен контакт, до толку подобро. Љупче, твоите коментари беа совршено на место, така што само да се сло... Пред фактите и боговите може. И даже пред тој. фактите и боговите може. Во ред ја заклучуваме серипата, голема благодарност до сите вас, бидејќи целината на сето ова што збидна сега би била невозможна. Ако не би биле конкретно сега овие луѓе овде на ова место вака во една заедничка комуникација. Со тоа ја завршуваме и промоцијата на книгите и овој оддел на
христијанскиот филозофски форум. Благодарам на гостите и ви благодарам на сите.